Тоа не е неговото море. Тоа е топомево неговото уста. Па тој е болен. Навистина е болен. Наместо хо-хо-хо, вика хо-хо-хо. Брзо! Додеме во клиниката, кај баба Мрајса и ни кажеме да направи топло чајче за Дедо Мраз да оздрави. Ајде! Дојди. Па нормално дека е болен, затоа што јас му ставив препки во шумата. И сега, тој не знае дека е Дедо Мраз, тој си мисли дека е Дедо на Мразот. Секоја година тој сакал да бил главен и славен. Нема. Сега, главна и славна ќе бидам јас. Сега ќе не пробаме едно мало изненадување. Наместо овие играчки, бомбони, балони, јас ќе ставам крастави жаби, пајаци, гуштери. И ќе ги сабрам со светликава. Чака, хартија, Извини, падна нам. сладки тие на баба. Сакате под ноќ? Аха, така ли? Злобна вешта. Нова година е, а ти сакаш децата да останат без подаръци и да бидат тажни. Само се говореше? Мили мои дечи, ајде да пееме сите заедно. Затоа што, кога пееме, моќта на злобната крај вештарка ослабува. Ајде. Порасни уште 2-3 пети, за да може Дедо Мраз да роби да реди. Елко, порасни уште. Држете ја! Држете, сака да побега. Кристијан. Што се случува? Колку е часот? Зарем, толку долго сум спијан. Па ќе немаме време да им ги однесеме подароците на децата. Каде ми е вреката? Ја нема. И кој, драги деца? И вештерката. Ајде дојдете со мене да ја скокоткаме заедно. Таа не може да го поднесе. Деца! Слушајте, деца! Откако ќе ги поделиме подароците, вештерката ја ставиме во вреката и ќе испратиме на северниот пол. Сакате ли? Немојте ме молам. Од сега ветувам дека ви ќе бидеме добро да се мобила и заедно со Дедо Мраз ќе делам најубави подароци. Ветуваш? Да, ветувам. Па добро тогаш. Децата од целиот свет чекаат да им ги поделиме подароци. Пај! Да им доделиме среќа и радост во новата година. Среќна нова година и среќен Божи!